Vamos hasta arriba. Здраво, јас сум Иван Таваковски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Виктор Блажевски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Матеј Дабевски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Матеј Милошевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Зоран Мандил, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Давид Аритонов, тренирам во клубот Работнички и вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Драги гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во 10-то издание од 5-та сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2014-15. Еве по двемесечна пауза, продолжуваме со вториот дел од сезоната 2014-15 во нашата лига, каде ќе видиме 3 квалитетни и интересни надпревари кои се одигра во спортската сала Градски парк. Ќе ги видиме децата од генерацијата 2002-2003 кои ќе го одиграат петото коло во новата сезона. Освен надпреварите во денешната емисија, ќе може да ја погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова пето коло во генерацијата 2002-2003, а крајот на емисијата секогаш е резервиран за најавата за следното коло, каде го започнуваме петото коло и генерацијата 2000-2001. Останете почитувани гледачи покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 85-то издание на МТМ Кошаркарската лига. Чест да го отворат петото коло во генерацијата 2002-2003 ја имаат тимовите на Академија Баскет и Работнички. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Надпреварот започна со целосна доминација на тимот на Работнички, кој уште на стартот покажа дека повеќе посакува победата на овој надпревар. Со серија поени за брзо време направија солидна предност која уште во оваа четвртина стигна да биде и двоцифрена. Кошаркарите на Академија Баскет помалку избунети од играта на своите противници нема решение ниту во одбраната, ниту во нападот. Работнички ја доби ова четвртина со плюс 12, а резултатот гласеше 18:6.
Во вториот дел сепак Академија Баскет ги консолидираше своите редови и ги стопираше нападите на Работнички, а исто така ја подобри реализацијата во нападот. Па така до крајот на вториот дел ја намали предноста на Работнички, која стана едноцифрена и на половина резултатот беше 30:21 за Работнички, а Академија Баскет Добрата игра на Академија Баскет продолжи во третиот период од надпреварот, каде тие беа кошаркарите кои има иницијативата и полека фаќаа резултатски приклучок. Но сепак Работнички не застане и љубоморно ја чуваше големата разлика која ја стекнаа во првата четвртина. Во овој период од играта, повторно подобри беа кошаркарите на Академија Баскет, која добија третата четвртина со 12:10. Во последната четвртина влегува со негатива од -7 за 40:33. Во последната четвртина и двете екипи влегува со надеж дека може да стигнат до победата, па затоа и за очекување беше борба до последната секунда од мечот. Работнички се обидуваше да ја зачува предноста, Академија Баскет со сите сили правеше напори да го достигне водството на својот противник. Академија Баскет дојде и на -3 од резултатот на Работнички и имаше неколку шанси за изравнување на резултатот и надпреварот да го направи крајно драматичен во финишот. Победите на Академија Баскет беа неуспешни, што ги искористи Работнички да се одлепи на +5 во последната четвртина од надпреварот. На крајот, Работнички успе да победи со 49:44, а Академија Баскет за утеха ја доби и последната четвртина со 11:9. Шансите кои ги имаа не ги искористија и запишаа нов пораз во МТМ Кошаркарската лига. Најдобри поединци на надпреварот беа Давид Аретонов од Работнички и Игнат Иванов од тимот на Академија Баскет. Здраво, сум Миле Трајковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Неделковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Георги Докузов, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Арсов Михал, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од петото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2002-2003 се сретнаа тимовите на АБ Спорт и Киндер Мини Баскет. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти и од овој надпревар.
И двете екипи добро го започна надпреварот, а по првите неколку минути кошаркарите на Киндер Мини Баскет ја имаа почетната предност која ја задржаа до крајот на овој период од играта. Кошаркарите на АБ Спорт по почетната серија на Киндер брзо се вратија резултатски и до крајот на овој дел ја намалија негативата на -3. Првиот дел Киндер Мини Баскет го доби со 13:10. Во вториот дел Киндер Мини Баскет повторно го контролираше надпреварот и резултатот, па така само ја зголемуваше предноста од минута во минута и до крајот на вториот дел истата изнесуваше +7. На полувреме резултатот гласеше 20:13 за Киндер Мини Баскет. Во третиот дел сепак кошаркарите на АБ Спорт заиграа подобро и поорганизирано, што резултираше со намалување на негативата, па во еден момент истата беше и -1. Но за крајот на овој период Киндер Мини Баскет сепак не дозволи целосен пресврт, па така предноста не ја испушти ниту во овој период од надпреварот. Третиот дел им припадна на АБ Спорт со 9:5, а Киндер Мини Баскет ја имаше предноста од 25:22. Во последниот период и двата тима влегува со цел да стигнат до победата на овој надпревар. Се играше кош за кош, а разликата не беше поголема од 3 поени. АБ Спорт имаше неколку прилики да го изравни резултатот, но сепак до тоа не дојде бидејќи обидите им беа неуспешни. На крајот и двата тима правеа грешки и во нападот и во одбраната, па резултатот остана непроменет во корист на Киндер Мини Баскет, кои стигнаа до првата победа во сезоната 2014-15 со 35:32, а последниот период беше изравнет 10:10. Кај победниците со 14 поени најдобар беше Никола Бошевски, 10 постигне Матеј Арсов, а 6 Христијан Брњарчевски. Кај АБ Спорт 19 поени даде Даниел Жерновски, 5 коша постигна Давид Јовковски, а 4 Димитри Галевски. Здраво, јас сум Војан Саносев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов
а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докузовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на Илинден и Квиско Баскет. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти од овој надпревар. Кошаркарите на Илинден уште на стартот од серија поени за кратко време направија солидна предност против Квиско Баскет. Добрата игра Илинден ја продолжи до крајот на овој период, од надпреварот и со 12:6 ја имаше почетната предност. И во вториот дел кошаркарите на Илинден продолжија со одличната игра и на двете страни од теренот и во голема мера ги искористија грешките на Квиско Баскет. Овој период мина во знакот на Илинден, кој само ја зголемија предноста на полувремето на плюс 14 за 26-12. Во третиот дел, помалку и растеретени од високото водство, се чувствуваше опуштање во играта на Илинден, кои се почесто правеа грешки, но некако ја одржуваа предноста во однос на Квиско Баскет. Во овој период Квиско Баскет одлично одигра и постигна далеку повеќе поени во однос на првите две четвртини, каде има многу слаб процент на реализација. Квиско Баскет ја доби оваа четвртина со 17:6, а резултатот беше во корист на Илинден од 42-29.
и во последниот период кошаркарите на Илинден само ја одржуваа високата предност од првото полувреме и не дозволија доближување на Квиско Баскет по однос на резултатот, па така кошаркарите на Илинден стигнаа до нова победа во МТМ Кошаркарската лига. И четвртата четвртина им припадна на Квиско Баскет со 13:12, но тие го загубија над преворот со 54-42. Клучно над преворот беше првото полувреме каде Квиско Баскет одигра многу лошо во одбраната и нападот. Кај Илинден со 11 коша најдобар беше Андреј Атанасовски, 6 поени даде Давид Давидовски, а по 5 коша постигнаа Филип Пешев и Мики Атанасовски. Кај Квиско Баскет со 12 поени најдобар беше Тони Симуновски, по 6 поени постигнаа Никола Здрајевски, Агром Бајрами и Мартин Србиновски. Јас сум Божидар Гилевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Христијан Георгиевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Никола Бошевски, тренирам во Киндер Мини Баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Драгослав Андревски, тренирам во Кошаркарската лига Академија Баскет и препорачувам да гледате МТМ лига. Јас сум Ајтов Александар, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате најдобрата МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Боријан Чучков, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Петар Ивановски, а вие тренирам во клубот Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Се викам Никола Баџаков, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Дамјан Кировски, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Зоран Мадел, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова пето коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2002-2003. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете и најновите топ 5 потези во Кошаркарската Евролига и NBA лигата.
Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Miss Worldwide, I like to move it, you like to move it. Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуловски. Јас сум професор Александар Тофекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Почитувани гледачи, завршува и ова 10-то издание од петата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2014-15. Сите оние деца кои сакаат да тренираат и да бидат дел од МТМ Кошаркарската лига и од кошаркарскиот клуб Академија Баскет, може да се јават на телефоните 078 211 279 и 078 393 657 или да пратат мејл на адресата academiabasket@yahoo.com. Ние, почитувани гледачи, се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се емитува на програмата на МТМ телевизија. Ќе ги видиме децата од генерацијата 2000-2001 кои ќе го одиграат петото коло. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на МТМ телевизија, а ние се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав! Јас се викам Антонио Симуновски, тренирам во клубот КК Петрески и гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Борис Рисовски, тренирам во КК Петрески и гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Златко Јовицовски, тренирам во кошаркарскиот клуб КК Петрески и гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Христијан Николовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Марко Муратовски, тренирам во кошаркарскиот клуб КК Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Нова Герик, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Oye mamita, dale que la cosa está